Денеска околу 11 часот дојдовме во Министерството за внатрешни работи со две судски наредби. Влеговме во управата УБК, како што е наречена, управата за безбедност и за разузнавање. Во наредбите стои дека треба да ги преземеме сите мерки кои се доставени од страна на судовите, решенијата за тие мерки од 2008 до 2015 година и сите имиджи и сите разговори кои ги имаат снимено во тој период. Се уште работиме на тоа, соработката оди тешко, одбиваат да директорот на УБК постапи, во исто време присутен е цело време, не знам по кој основ, господинот Чавков, други полициски службеници доаѓаат, излегуваат, не можеме да знаеме кои се, но ве уверувам дека јас со мојот истражителски тим и со моите обвинители остануваме до крај додека не ги извршиме судските наредби. Бидете тешко оди, може да ни опишете на кој начин што оди тешко, какви се тие одбивања, што е работела? Едноставно се дискутира начинот на кој треба да ни ги предадат документите, а инаку овие претходница на овие судски наредби беше упорните барања наши да ни ги достават сите документи кои ги поседуваат за прислушкувањето од 2008 до 2015 управата за безбедност и разузнавање во период од 6 месеци. Значи од 8 март навамо бараме доброволно да ни ги достават, не ни ги доставија, денеска влеговме со судски наредби. Друго е во предистражна постапка. Значи се знае нашиот мандат, се работи кој како и на кој начин прислушкувал во Република Македонија, се прислушкувало, дали се прислушкувало во УБК и дали се странски служби, тоа го утврдуваме во овој момент. Данева како институција, вие прв пат после неколку години, десетици години влегувате во условно наречено тврдината УБК. Какво чувство се работи таму сега во овие? Па да ви кажам, не ни е прв пат, ние повеќе пати сме дошле да разговараме со работените во УБК на начин како што работиме и со другите субјекти, со институциите во Република Македонија, но еве соработката не вроди со плод и затоа денеска пристапивме со судски наредби. Денес дел од медиумите објави информација за вработување на Бурче Трајковски во специјалното јавно обвинителство. Тоа не е тема, разговор ќе биде во текот на овие денови, ќе ви одговараме на тие прашања. Може ли само коментар? Не можам сега, имаме многу важна работа и тука остануваме до касно во ноќ, се надевам и повеќе денови, веќе смени се прават, значи не си одиме додека не ја завршиме оваа работа, која е приоритет во нашата работа. Сега ќе се вратите во УБК? Се враќам таму сум, да, сега моментална пауза. Бара пауза УБК да имаат состанок. Не затоа сме ние тука, затоа се ослободи. Не е затоа што јас сакав да дојдам тука. Може ли да прецизираме дали потребата е за предистражни постапки во множина или за некој од истрагите и пред некој? Предистражната постапка за прислушкувањето секако се води во повеќе предистражни постапки и имам и отворено дел, знаете, во истрага, тврдина е во делот, имам и обвинение за друг дел, така да многу постапки се поврзани со прислушувањето. И со дел по дел како оди работата, така излегуваме во јавноста да ја запознаеме, да го запознаеме македонскиот народ. Колку обвинители се сега со вас? Ние сме сега моментално тројца обвинители, али во секој време очекувам да ми се приклучат и други обвинители. Наједноставно кажано, зошто ви се важни информациите кои што сега ги барате, а кои што еве велите УБК не сака да ги барате? Па еве тоа, вие сами си одговорите на прашањето, затоа што не сака доброволно, сега пристапивме со судска наредба.